Здраво живо комшија. Здраво живо. И јас си го викам комшија, меѓутоа мојот комшија се вика маестро Николче Мицески. Здраво живо, како Здраво е? живо. Одлично, супер. Вака во би рекол домашни услови, што вака ние како дома и така. Јас да ти кажам право, ти си мој пример уште од детството, прикажан преку татко ми. Беше како пример за Остар многу... сум 4 години од тебе, значи. Добро, но сепак како едно паметно дете кое се движи низ животот и низ музиката со многу паметни чекори и мислам дека го докажа тоа јас знам дека го докажа. Ти благодарам. Добро, генерално ние имаме многу сличности и во воспитувањето и татковците наши се генерално тука со менталитетот би рекол и начинот на воспитување, така да потполно се разбираме и знаеме каков е цел тој пат, нели секогаш биле советите се со труд, со пот, со честност, со искреност, со љубов кон работата што се работи и ден денес се тие зборови кои мене секогаш вака ми се врежен и ми се некој патокас би рекол на сите работи. Иначе Николче е, знам дека е скромен, ама мора да кажеме дека на самиот врв веќе неколку години во македонската музика, која има еден многу урбан, да не речеме холивудски звук, но сепак едни многу убедителни, здрави темели со фолклорот. Значи, секогаш ќе почувствувате многу модерен звук, но никогаш не може ни да не го почувствувате тој македонски звук и во моментов, значи пак ќе кажам, тој функционира повеќе од 2 децении, така сега не си многу стар. Од прилика да. Ти ако кажам 3. Не 3. Како автор од прилика така. Од да кажам малце повеќе. Од средно училиште, средно музичко во Битола. Хармониката си ја свирам од мал, од 4-5 години, меѓутоа не од Не, така ако гледаме тоа значи еден цел живот, значи сигурно 2-3 години од твојот живот само не си свирил, другото е све. Абсолютно, да. А како автор некаде од 2002 и 2003 официјално на сцената би рекол. Така. Сега ние заедно со Ин продукција сакаме да направиме еден надпревар за млади и нови и млади надпреварувачи, пејачки и дојдовме тебе да те прашаме, значи да те замолиме за поддршка, да додадам не само заради твојот квалитет и заради твоето име и презиме, него има еден многу интересен момент што кај тебе многу ми се допаѓа во твојот случај, тоа што и од секогаш, меѓутоа и последниве години нашите млади изведувачи знаат да појдат во соседните земји, нели, по нешто барајки, нешто подобро, нешто не знам што. А кај тебе обратно случај, значи пејачите од соседните земји патиштата ги водат кај Николче Мицески. Да, има неколку такви примери и на помлади изведувачи, па и на зрели изведувачи. И не се тие соработки еднократни, значи траат по неколку години траат. Баш неколку тие соработки, како сме почнале со кои 6, 7, 8 години, со кои 3-4, така да траат тие соработки. Веројатно пак тие гледаат нешто што не може да го добијат нели во нивните земји, па доаѓаат тука, како и нашите што одредени изведувачи мислат дека не може тука да добијат, па одат во соседните. Секој има право на избор, впрочем и секој има свој различен вкус или критериум или гледање на работите, така да јас секогаш викам за секој изведувач има автор што му одговара и што не му одговара. Не мора да значи дека секоја комбинација е успешна. Многу пати на изведувачи со кои започнувам соработка, му го велам дека истото, му го велам дека не мора да значи дека ќе направиме добра песна, добар спој.
Многу е важно да се поклопат ставовите, енергиите, размислувањата, нели, И да биде зависно со- поминато убаво така, време, да не биде траума, него да биде... Апсолутно. Се треба, знаеш. Тоа е процес на создавање, треба многу љубов, многу разбирање за да биде еден производ успешен, така да, како што кажа, за секој изведувач си има различен вкус и си има композитор кој може да направи. Добро, сепак е најважно е долготрајната соработка со сите Тоа твои е плюс изведувачи. показател дека соработката е успешна и добиваме обострано тоа што сакаме. И јас како автор, изведувачот, да кажеме, најдобро е кога тој ќе круниса таа композиција која ќе направиш, да ја донеси на вистински начин. И исто така изведувачот кој ќе нарача песна да биде среќен со тоа што го нарачал, што го замислил или ако не го замислувал така, меѓутоа е среќен на Над очекувањата. Со еден збор цело е кога има све, со една реченица. Сега ние сакаме значи да дадеме можност на многу млади таленти, на нови таленти, да ги видиме, значи да бидат видени и од еден автор како што е Николче Мицевски, да бидат поддржани. И затоа дојдовме да те прашаме, да те замолиме дали би ни ја дадол твојата поддршка за ова шоу, за овој натпред. Апсолутно, имате поддршка од мене во секоја смисла. Поддржувам вакви настани, вакви, би рекол, организирани настани, затоа што секаде во светот го има тоа. Најразноразни светски шоуа, музички талент шоуа и така натаму, и голем процент од светските звезди се излезени на тие талент шоуа кои се прават, нели, од страна на организаторите. Нормално, сето тоа е на највисоко ниво, меѓутоа ние секогаш треба да се трудиме да даеме максимум со она што го имаме и да го даеме максимумот и сметам дека во наша држава, во Македонија, има многу талентирани деца. Јас неодамна бев жири на едно слично вакво шоу за млади таленти во една епизода. Имаше, се сеќавам, 18 пејачи, главно поп изведувачи беа, не е важно. А ти кажам искрено, од 18 15 беа страшно талентирани. 15 звучеа, а беа дечина од 15, 16, 18 години отприлика. И баш го прашував тој што беше организаторот, му кажам дали е вака секоја епизода или се погледи. Секоја епизода имаме, и при тоа само еден минуваше понатаму, навистина беше тешко. И токму затоа и од многу разноразни други примери кои сме среќавале, знаеш и ти, како автори кои ќе дојдат, кои ќе разговараме, одредени дечиња, ви рекол, кои види, не секој има услови, да го реализира наеднаш неговиот или нејзиниот сон. И затоа токму на вакви организирани нешта, мислам дека ќе за најталентираните би било добра шанса. Значи секогаш треба да се спомне дека не секој талент има можност, но тоа е благодарение, драги млади таленти, еве можност и шанса со човек, освен што е голем музичар, модерен и голем ентузијаст и со голема љубов према музиката и према сето она што го работи, и на ова шоу, на ова талент шоу, тој ќе ви излезе во сусрет. Значи ваше е да се пријавите и да дојдете да бидете видени на ова шоу. И да покажат тоа што знаат, максимално. Да се покажат во најдобро светло. Николче, јас многу ти благодарам што ќе ни ја дадеш твојата поддршка. Ако имаш уште нешто да им кажеш што би ги охрабрило нашите. Апсолутно, тоа е тоа. Значи секој кој смета дека е талентиран, секој кој има голема љубов кон музиката, затоа што музиката е уметност која безрезервна љубов
не можеш да успееш. Така да за сите тие млади талентирани ги повикувам да се пријават и да земат учество во ова талент шоу и да се надеваме дека ќе од тука ќе излезе една голема звезда на нашата естрада. Амин Боже, со Господ напред. Така. Се гледаме во некое шоу. Така.